Тука сме во исто време, во 6 држави на Балканот се случува оваа акција сега, каде што засадуваме дрва во најзагадените градови, кои што знаеме дека секоја година за жал се повторува истиот проблем. Сакаме на еден начин да придонесеме до подобрување на квалитетот на воздухот и затоа сме тука во општина Аеродром, блиску до Лисиче, каде што знаеме дека секоја година имаме најголем проблем со загадувањето во градот. И се обидуваме еве преку оваква акција садање дрва, 3 организации, Tree Banks, Скопје Смог Аларм и Мој воздух, како локални организатори на акцијава да направиме некоја промена. Освен невладиниот сектор, колку се грижи самата локална самоуправа или државата воопшто кога е во прашање зеленилот? Верувам дека има луѓе кои што навистина се грижат и ги знам тие институции дека има луѓе внатре, но сепак мислам дека може многу подобро да се води грижа за истото, посебно кога збориме на тема дрва кои што ни го прочистуваат воздухот. Секако доколку се сечат дрва, треба да се засадуваат нови и да се грижиме за веќе постоечките дрва кои што се низ градот и кои што за жал стануваат се поретки и поретки во една бетонска џунгла во која што настанува Скопје. Колку сме далеку од идејата за зелен град, зелена метропола? Верувам дека сме далеку. Верувам дека имаме уште многу да работиме. Скопје како локација има многу потенцијал да стане зелен град и верувам дека има многу површини кои што се грешно искористени и наместо да ги претвараме во поголеми улици и во паркинзи, треба да се фокусираме на зеленилото кое што навистина драстично многу ни фали во една загадена средина и котлина како што е Скопската котлина.